Лидерот на опозицијата денеска им изјавено дека откако ќе биде договорен на специјалниот обвинител ќе ги поднесе и кривичните пријави. Ваш коментар? Знаете што? Тоа е дел од фолклорот на господинот Заев, кој што целиот овој период има една тешка задача да го одржи моралот и духот меѓу неговото членство. Како што знаете, во минатото говореше дека за 3 дена ќе падне владата. Потоа ја смени изјавата и кажа дека нема да падне за 3 дена, ама ќе падне за 30. Па дека ќе падне за 45, па дека ќе падне за 60 дена и така натаму и така натаму. Дека не знам, со наведнати глави ќе заминеме, дека не знам што ќе се случи. Во меѓувреме се завршија сите тие работи и ништо од неговите охрабрувања на неговото членство не се реализираа. Сега, откако излегува многу домашни и меѓународно признаени испитувања на јавното мислење и проценки на релевантни меѓународни институции за тоа какво е расположението на граѓаните за наредните избори, кому ќе му е дадат довербата. Откако од тие релевантни институти и извори се виде дека граѓаните ќе ја дадат убедливо и силно довербата на ВМРО-ДПМН, на господинот Заев му е потребна нова приказна за неговото членство да го одржи во некаква надеж. А тоа е дека ќе има апсења, дека ќе има обвиненија, дека ќе има и дека на тој начин СДСМ ќе добие некаква шанса. Човекот мора да се снаоѓа. Мора нешто да им каже луѓето да се борат, да имаат надеж, дека има некаква шанса да победат и односно да го добијат мнозинството од гласовите на граѓаните. Така што тоа е дел од неговиот фолклор за одржување на атмосферата во неговата партија. Премиере, во овој регион има технолошки индустријска развојна зона и можеби најави за влезна нова компанија странска. Да, овдека во Струмица започнавме градба на технолошко-индустријска развојна зона. Градбата е во тек, а во меѓувреме тимот за инвестиции работи на изнаоѓање на инвестиции, односно на инвеститори. Можам да кажам дека сме прилично близко, односно во финални преговори со глобална, меѓународна глобална компанија со седиште во Америка за производство на автоделови за инвестирање токму тука во технолошко-индустријската развојна зона во Струмица и отворање на нови околу 1500 работни места. Тие доаѓаат на финални разговори некаде во текот на следната недела. Виктор Мизо е задолжен за нивниот пречек и работа во текот на неделата, а секако ќе посетат и поголем дел од институциите. Тие досега беа неколку пати. Имаат интерна одлука на ниво на дивизија. Станува збор за глобална компанија што има повеќе дивизии, секоја дивизија произведува различни производи. На ниво на дивизија веќе има донесено интерно одлуката. Се очекува уште на ниво на холдинг да биде донесена, односно потврдена нивната одлука. Во меѓувреме доаѓаат да ги прецизираат деталите околу договорот. И тоа ќе биде нивната работа следната недела. Според нашите проценки, доколку се одвива во најдобар ред, очекуваме некаде крајот на октомври или ноември, најдос на декември, да ја објават инвестицијата, а потоа и да кажат кога точно ќе започне незината градба. Нивниот план е да започнат во Браунфилд, што значи во некоја постоечка хала, која што не се користи во моментот, и додека започнуваат да вработуваат таму првите 100, 200, 300 вработени, да ја градат новата Гринфилд, односно нова фабрика во технолошко-индустријската развојна зона во Струмица. Значи станува збор за инвестиција која што ќе биде околу 20 милиони евра и околу 1500 вработувања.